Туристичките работници се погласни. Иницираат да се формира Министерство за туризам кој ќе го водат компетентни луѓе и кои ќе се зафатат со решавање на сите проблеми со кои се соочуваат. Црна Гора, Србија, Хрватска, само Македонија нема. Можеби затоа каскаме во развојот на оваа стопанска гранка. Охрид треба туристички да пулсира 365 дена во годината, со содржини кои ќе привлекуваат гости, а ние да работиме непречено, вели Лупчо Патчев, кој половина век се занимава со угостителство. Не Охрид само качи го во автобус, однеси го светином, врати го назад, до кулине и со здравие. Сезона оту нема. Ние треба да направиме сезона 24, мислам 12 месеци во годината. И туризмолозите се согласни дека неопходно е да се формира Министерство за туризам. Досега се немаше политичка волја за такво нешто. Можеби сметаа дека не е исплатлив туризмот како дејност или дека не учествува адекватно во бруто домашниот производ во формирање на националниот доход, што е потполно погрешно. За да имате таков еснав, за да функционира оваа држава од туристички аспект како една сила значајна и сите чинители да се собрани под иста капа затоа што има заеднички интерес. На Охридскиот аеродром слетаа и првите странски туристи, но ние се уште се црвенееме поради автопатот Кичево-Охрид. И ова е едно од горливите проблеми со кои би се занимавале меѓу другите и Министерството за туризам. До Охрид треба да поминат преку Сцили и Харибди со тој автопат кој се гради од кога памтам за себе. Или до Скопје, таа врска мора да биде брза и ефикасна, а од друга страна пак во Албанија гледате како се гради без пардон градат, околу езерото градат, добра инфраструктура, најавуваат одлични проекти за развој на езерскиот спорт и туризам. Се плашам дека тука имаме промашено. Со формирањето на Министерство за туризам ќе се координираат законите, вистински луѓе ќе се вработат на вистинско место, ќе се направи еснав на хотелиери кој што порано беше многу силен, а сега остана на маргините, укажуваат туризмолозите.